Значи може да ги отворите своите Библии, Јован 16 глава. Како што напоменав уште на почеток, продолжуваме со Евангелието според Јован. И некако полека го работиме, но тоа го правиме затоа што навистина се многу битни, многу богати овие текстови, каде што Исус ги поучува своите ученици во горната соба. И пред да почнеме со денешниот текст, малку да видиме што имаше во контекст, што беше претходно, бидејќи тоа е многу битно, да можеме да се надоврзиме на ова што денеска, за ова што денеска ќе зборуваме. Значи, од 13 глава во горната соба видовме што Исус ги поучува своите ученици, иако е видно вознемирен. Значи, вознемирен е, знаејќи што го чека следните денови. И им вели да не се вознемирува вашето срце. Во 14 глава уште видовме, за ова што денеска го зборуваме, дека ќе им испрати друг утешител, а тоа е Светиот Дух. И во 15 глава гледаме еден пресврт од љубов во прогонство и омраза на црквата од светот. Значи, два различни света сме. И минатата недела влеговме во една тема, во една одбрана тема, одбрано учење за одбраните или избрано учење за избраните, за Светиот Дух и неговата улога во светот. И видовме дека кога ќе дојде утешителот, тој Светиот Дух, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. И ќе му докаже дека е во заблуда. И го видовме Светиот Дух како обвинител на светот, но и како евангелизатор. Значи, укажува на проблемот, ама и на решението. Гревот е проблемот, Исус е решението. А денес ќе го видиме Светиот Дух како толкувач или како учител на црквата, тоест како некој што не упатува во Словото. Значи, тој ќе ни толкува, тој ќе ни кажува, тој ќе ни зборува и упатува во се, во сета вистина. Ќе ни навестува што ќе биде. И сега ајде да го прочитаме нашиот текст од 12 до 15 стих, 16 глава. Или ајде да прочитаме од 5 до 15, за да го имаме тој контекст, да не биде малку поголема сликата. Од 5 стих ќе читаме. А сега одам при оној кој ме пратил и никој од вас не ме праша каде одиш. Туку вашето срце се наполни со тага, зашто ви го кажав тоа. Сепак јас ви ја кажувам вистината. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. За грев зашто не веруваат во мене, за правда зашто си одам при мојот татко и веќе нема да ме видите, за суд зашто е осуден кнезот на овој свет. Имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. А кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Овде Исус зборувајќи за оној што треба да дојде, за утешителот, бранителот, ќе видиме еве денеска за учителот, зборувајќи за Светиот Дух, Господ Исус ни открива која е главната улога на Светиот Дух. Што вели? Тој мене ќе ме прослави. Таа е главната улога на Светиот Дух. Светиот Дух никогаш нема сам себе си да се прослави. Тој секогаш ќе го прославува Христос. Никогаш нема да го прославува и човек. Само Христос. Светиот Дух секогаш го прославува Христос, за да се прослави таткото во синот, синот во таткото и се тоа преку Светиот Дух и преку црквата.
Бог, знаете дека не ја дава својата слава на никого, ама баш на никого. Сега, како тоа го прави Светиот Дух, на кој начин го прославува Христос? Ако се сеќаваме, бранителот, утешителот, Светиот Дух е ексклузивна привилегија на црквата и на верните. Рековме дека тој не действува во светот, действува исклучиво во црквата и преку црквата. И ова рековме дека е многу битно. Преку мене, преку тебе, ако сме наново родени. Бидејќи вели вам, вас, дали сме свесни за оваа привилегија што имаме? Светиот Дух действува преку нас. Дали сме свесни за ова богатство што го имаме? И на крај треба да бидеме свесни за таа одговорност. Значи, Светиот Дух е и обвинител на светот. Тој кога ќе дојде, ќе го увери светот за грев, за правда, за суд. И денес, гледайте, тој е толкувач на црквата, или тој е учител на црквата. Тој е тој што и го дава животот на црквата и сето спознание на црквата и го дава. Светиот Дух. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Значи, Светиот Дух не упатува во сета вистина. И од овој денешен текст многу ни станува појасно на што Исус го кажува во својата заповед: одете и правете ги сите народи мои ученици. Матеј 28 глава. И тоа е таа вистина дека евангелизацијата и учеништвото не можат никако да се одделат. Тие секогаш одат заедно. Тоа е таа вистина. Мисијата не може да биде надвор од црквата. Што ни зборува оваа вистина, ова учење за Светиот Дух? Дека учеништвото започнува во евангелизацијата. А евангелизацијата се остварува и продолжува во учеништво. И пак од почеток. Значи, тоа е тој затворен круг. Не може да се одделат, бидејќи Христос уникатно пребува и делува во црквата и преку црквата. Значи, дали го сваќаме ова? Евангелизираме, правиме ученици, ако правиме ученици, и тие ученици повторно евангелизираат, повторно прават учеништво. Значи, тоа е тој затворен круг. Денеска постојат многу организации кои искрено работат. Тие се христијански организации, но кои не го затвораат кругот. Бидејќи се надвор од кругот. Работат искрено, но не разбираат дека не го затвораат кругот. Работат, евангелизираат, но не прават ученици. Тука, завршува. А треба обратно. Значи, да работиш, да правиш ученици, повторно евангелизација. Тој круг, така оди тоа. За да се случи ова, Светиот Дух на црквата и дава пророчки дух, и тоа е храбар дух, дух што вика, дух кој е обвинител. Тој обвинува, напаѓа, изобличува, посветува. Значи, евангелизацијата, сведочењето, проповедањето на радосната вест мора да започнат, како што кажавме, со жална вест. Зошто? Па затоа што започнуваат со укажување на гревот и грешноста на човекот. Знаеме дека тоа не е угодно и луѓето тоа не сакаат да го слушнат. Но ние, како црква, како верници, како ученици, ние работите мора да ги именуваме со вистинското име. Гревот мора да го наречеме грев, а не грешка. Бидејќи тоа е релативизирање. Без тоа нема ништо да се случи. Без тоа тој круг нема да се затвори. Нема евангелизација без пророчки дух. Знаеме како завршија сите пророци. Затоа што зборуваа за гревот. Сите беа гонети и убивани.
Црквата што денес не зборува за гревот, веруваат дека таа не го зборува Евангелието, да не се лажем. Мора да се зборува за гревот. Тие луѓе се измамени, во многу цркви луѓето се измамени, затоа што не се зборува за гревот, не се укажува на гревот пред се. Или црквата не си работи својата работа, непослушна е на Словото. Непослушни се. И се тоа, зошто се прави? Само за да им се угоди на луѓето, а не на Бог. Некој нешто сгрешил, црквата па добро, може, вака, така, нешто да се релативизира, нешто одоколу, па доаѓаме ние, не доаѓаме на нашите собранија, како денеска да речеме. Некој може и да не дојди, па добро, ајде, бараме разни оправдувања, разни причини, знаеме дека ни е заповед, не напуштајте ги вашите собранија. Во Евреите 10 глава. И било што. Значи, многу се релативизира само за да се угоди на луѓето. Само за да се покаже некоја бројка. И тоа е лошо. Значи, Словото треба да се зборува. Авторитетот е во Словото, а не во проповедникот. Ама кога проповедникот го проповеда Словото, вистински онака што е, тоа е Божји збор и Бог зборува. Проповедањето на Евангелието покрај овој пророчки дух мора да има и евангелизацијски дух. Пророчкиот дух на Светиот Дух во црквата и преку црквата укажува на што? На проблемот, на гревот. Додека евангелизацијскиот дух покажува на решението, на Евангелието, на Христовата праведност припишана по милост. Тоа е евангелизацијскиот дух. Пророчкиот дух мора да му каже на човек дека нема никој праведен. Нема шанси за никој. Никој нема да го види Божјото лице што не ја прифатил Христовата праведност и тоа само по милост. Ништо не може да направиме за своето спасение. Ама баш ништо, бидејќи толку сме лоши. Тотално расипани. И тогаш оди Христовата праведност по милост, не по заслуга. Ето е Евангелие. Ние не можеме ништо, бидејќи сме грешни, расипани, ама преку Христа и преку неговата праведна милост, преку милоста, ние се спасуваме. Тоа е евангелизацијскиот дух. Христос го проповедаме, а не друго. Тоа и Павле го вели. Значи, пророчкиот дух укажува на проблемот. Евангелизацијскиот дух покажува на решението и мора да има уште еден дух. Уште еден дух во црквата. А тоа е толкувач. И за тоа зборува денешниот текст. Кај што вели, тој ќе ве упати во сета вистина. Значи, некој што ќе ни ја протолкува, што ќе ни го протолкува Словото, некој што ќе не упатува и што ќе не поучува од Словото. Сега, како Светиот Дух го прави тоа? Под прво и прва точка за денеска, Светиот Дух упатува во сета вистина. Ова е многу големо и многу длабоко. Тој ќе ве упати во сета вистина. А кој ја има сета вистина? Кој е тој ученик? Па таков нема. Бидејќи тоа е многу големо. Ке видиме, тука нема крај. Нема крај во вистина. Многу луѓе велат, па јас сум ја прочитал Библијата и знам. Па не мора да одам в црква, го слушам стално истото. И јас знам. Сум го слушнал веќе тоа. Не ми треба повеќе од ова. Знам. Ама што е тоа? Тоа е гордост и тоа е ароганција. Тоа е незнаење. Баш тоа е незнаење. Бидејќи самото слово вели се повеќе да читаме, се повеќе да се поучуваме, да проучуваме и така се повеќе го спознаваме Бог.
а не јас прочитав и знам. Не ова лектира, не ова жолт печат. Тоа е незнаење. И затоа Светиот Дух ќе не упати во сета вистина. И тоа нема крај, и тоа е рудник со бесконечно богатство. И треба да се копа, да се бара, да се истражува. Нема крај. И гледајте 12 стих што вели. Имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. Ова покажува дека ние, луѓето, сме со мал капацитет. Тоа е проблемот. И зошто Исус го вели ова? Исус е најголем учител, најдобар учител, најдобар педагог. И затоа точно и денешните учители и педагози треба да учат од Исус. Тој знаеше како добар педагог, кога им е премногу на учениците, кога да застане и да ги опушти. Одмор, вели, голем одмор ни треба. И нас. Еве, денес ако погледнеме, сите имаме, ние немаме деца мали што да на училиште, Даниела има, ама обично децата имаат толку материјал, толку домашни, што пишуваат и мајки, и татковци, дедовци, баби. Значи, што се случува денес? Каде е таа педагогија денес? Значи, децата се оптоварени со многу материјал и бараат некој издувување на друго место. Не го оправдувам тоа издувување. Не сакам да кажам дека оправдано е да се издуваат и да ги прават тие проблеми што ги прават. Но сакам да напоменам дека учителите треба да го знаат тоа. Значи, децата се оптоварени со многу материјал. Но понекогаш и ние сме преамбициозни со децата. Па прави ова, па прави она, треба да успееш во животот, ајде да бидеш спортиста, да бидеш музичар, не знам што. Имаме големи очекувања, а не се запрашуваме дали може тоа да го носи тој терет, дали тоа дете може да го носи тој терет, дали сме се запрашале за тоа. Значи, сите сме преамбициозни. Сите и за нас зборуваме. Но верувајте, никој не согорел од многу работа. Човек согорува затоа што има големи амбиции, преголеми и нереални очекувања. Значи, очекувањата се преголеми. А каде е она што учениците го прашаа учителот во почетокот? Учителе, каде живееш? Тоа е еден близок однос, тоа е љубов. Каде е тоа денеска? И дали како што сме амбициозни спрема другите, и овде во црквата, така сме амбициозни спрема себе, како спрема другите. Каде се денешните учители? Во ова. Што се случува во светот? Тоа да се запрашаме. А Исус е поинаков учител, поинаков педагог. Вели, не можете да носите, ајде на одмор малку. Одморете малку. Не може секој да учи се, не може секој да знае се. Не може и од еден учител неговото да биде најважно. Само неговото е најважно. Но ова е важно, што го реков претходно. Каде живееш, учител? Тој однос, таа љубов. Ученикот да биде весел, ученикот со радост да го прифаќа тоа. Да вели, јас учам од тебе, учам се. Така учениците учеа од Исус. Затоа Исус точно проценува колку учениците разбираат, а колку не разбираат. Секој е за нешто, секој има дар за нешто, ама никој не е за се. А ние сакаме се да знаеме, па сакаме и се да се има. Преамбициозни сме. И точно во тој притисок согоруваме. А го забораваме односот. Односот помеѓу нас, односот помеѓу луѓето, што е многу битно. Забораваме каде е љубовта. А љубовта е најголема. Ама љубовта е стрплива.
и нема учење без трпение. Ако погледнеме во Евангелието според Лука, Исус таму 3 пати им кажува што го чека. Што ќе се случува со него. Ама тие не можеа да го разберат. Тоест не можеа да го слушнат. Едноставно не им одеше. Ајде да прочитаме Лука 18 глава од 31 до 34 стих. И кога ги зеде со себе, 12-те им рече: еве, одиме горе во Ерусалим и ќе се исполни се што пишувале пророците за човечкиот син, зашто ќе биде предаден на многобожците и ќе му се подсмеваат и ќе биде измачуван и плукан. И кога ќе го бичуваат, ќе го убијат, но ќе воскресне на 3-тиот ден. Но тие не разбраа ништо од тоа, зашто тој збор беше сокриен од нив и не разбраа што им беше речено. Гледате, Исус му кажува што ќе се случи, но тие не разбира, е 3 пат. Значи Исус е трпелив учител. 3 пати му кажува, ова тие пак не разбираат. Се обидува на повеќе начини и пробува да им објасни. Одавде, оданде, лево, десно, горе, долу, дури се снижува и им објаснува дека христијанството не е комфорт, дека е крст, жртва. И тоа е таа порака, тоа е тоа Евангелие. Не комфорт, крст. Ама тоа е слично за нив. Почнува на К буквата. Од секаде Исус на секој начин се обидува да им објасни што е христијанство. Кој сака да ме следи, вели, нека се одрече од самиот себе. Ама ова тешко го слушаја. Тие се што слушнаја контра. Учениците се што им одеше подобро за тоа кој да биде прв, за славата, за успехот. Тоа одма го слушнаја. Кој да седи од десната страна. Тоа добро им одеше. Ама дека христијанството не е комфорт, дека Исус го очекува крстот, а кој сака да ме следи, нека се одрече од себе, тоа тешко му одеше. Но Господ е трпелив, затоа што знае дека толкувачот се уште не е со нив, во полна смисла на зборот. Дека уште тој вистински педагог не е тука. Уште не слегол и не ја исполнил црквата во целост. Имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Вистината е длабок, голем поим, вистината е многу повеќе од една формула, од една дефиниција, од доктрина, многу повеќе. Вистината е личност. Вистината е Бог и затоа тоа е многу важно. Писмото јасно вели дека Бог, таткото е вистина. Повторени закон 32:4. Значи, таткото е вистинит Бог. Светото писмо не учи дека Бог, Синот, е вистина. Исус Христос е вистина. Дори тој текст ни е и на грбот, на влезот на црквата. Што го имаме? Како вели? Јас сум патот и вистината и животот. Јован 14:6. Нешто покасно Исус на Пилат му објаснува: јас дојдов, тоест јас се родив за да сведочам за вистината и секој што е од вистината го слуша мојот глас. Значи, таткото е вистина, Исус Христос е вистина и Светиот Дух е вистина. И тој кога ќе дојде Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Значи, тој ќе ви го открие тоа. Духот на вистината. И тоа е раст во спознавање на вистината. Тоа значи растење во спознавање на Христос, тоа значи растење во спознавање на троединиот Бог.
Тоа е вистина, да растеш во спознавањето на тоа, кој е Таткото, кој е Исус Христос, кој е Светиот Дух, кој е Троединиот Бог. Тоа е растеш и нема крај на тоа. Нема, ама јас прочитав и знам. Постојано растиме и го спознаваме Бог, постојано спознаваме кој е Тој. Павле на верните во Ефес, на оние што го имале Светиот Дух во себе, што биле запечатени од Светиот Дух, којате понекогаш го жалостеле Светиот Дух. Тој им објаснува кој е Христос и кои се тие во Исус Христос. И потоа моли. Тоа е учење, информација и молитва. Им кажува и моли да го спознаат тоа. Да го спознаат, да го разберат, а не брзо да го заборават. Бидејќи тоа е најчесто бескорисно знаење ако брзо се заборава. Еве вака вели Павле, одиме Ефесијаните, 1 глава, шеснаесетти и 17 стих. Не прекратувам да заблагодарувам за вас, спомнувајќи ве во своите молитви. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него. Да се познава вистината, значи да се познава Бог. И тоа се менува. Тоа менува се. Се зависи од тоа каква слика ние имаме за Бог. Каков е нашиот Бог, такви сме и ние. И таква е и нашата перцепција за светот. Таков е и светот околу нас. Затоа вистината е многу битна. Бог е многу битен. Кој е и каков е Тој? Многу е битно тоа да го спознаеме. Ако го земеме агностицизмот, кој тврди дека Бог може би и постои, но не може да го спознаеш, тоа е директен напад на Светиот Дух, на толкувачот. Зарем Светиот Дух не си ја работи работата? Зарем е слаб учител, педагог? Не. Проблемот е во човекот. Но Светиот Дух ќе ве упати во сета вистина. Тој ќе ви го открие потполно Бог. И затоа голема и непроценлива е привилегијата на црквата, што го има Светиот Дух како толкувач, како учител и што не упатува во сета вистина. Тоа е голема привилегија што имаме. И втора точка за крај, како делува Светиот Дух. Светиот Дух ни објавува се што има Таткото. Ние сме како ученици на училишта, ајде ако се поставиме и што велиме. Учителе пиши двојка и доволно е. Да не се оптеретуваме многу. Доволен 2, тројка ако полна капа. Многу дури. А се има капацитет, се може за повеќе. Ама доволен, доволно е. Ова го спорувам бидејќи исто и во црквата. Исто. Има некој двојка, некој може би за тројка, може би 4 и доволно е. Но треба да се има што? Да се сака повеќе. Има и такви луѓе кои сакаат повеќе, глад, жед за знаењето. Не за знаење. Туку за Бог, да се заспознавање на Бог. Жед за Бог, каде е вистината денес? Каде е Бог во сето ова? Е за тоа да жеднуваме, да гладуваме за Бога, а не, ја знам, доволен 2. Искрено зборувам, каде е вистината денес? Каде е Бог во сето ова што ни се случува нас?
Зарем ова не се предизвици што се поставени пред нас? Бидејќи никогаш во историјата, верувајте, немало поголемо дезинформирање од денес. Се лажна до лажна вест. Никогаш повеќе лага, а толку малку вистина. А толку малку Бог. Многу малку. И затоа се случува што ни се случува. Корупција, пожар. Разбирате што се случува? Ова е само почеток. Жално, ама само почеток. Толкувачот, Светиот Дух, што е даден на црквата, ако погледнеме дела 2 глава, тоа е готово. Тоа се случило. Значи, Светиот Дух слезе и тоа е во црквата, во верните. Секој оној кој ќе поверува, кој е наново роден, е запечатен со Светиот Дух. И тоа е тука. А ние денеска слушаме во некои цркви повици да дојде Светиот Дух, дојде Душе Свети. Па зашто зборуваат тие луѓе? Не разбираат. Тоа е тука, тоа е во нас. Запечатени сме. Каде да дојде? Во голема заблуда се тие луѓе. Што прави тој Светиот Дух во црквата? Еве во денешниот текст читам. А кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Дали го слушнавме овој 15 стих? Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Ќе ви јави вас. Вас, вам, ќе ви јави. Значи, се што има Исус, што има таткото, Светиот Дух, ќе ви јави. Ќе ви навести, ќе ви објави. И сега кога вели ви, вас, на кого се однесува тоа? Па нас, на црквата. Не на некој над. Значи, Светиот Дух, кажавме, не делува во некој безвоздушен вакуум простор. Делува во црквата. И Павле ова точно и детално им го објаснува на верните во црквата во Коринт. И тоа ни е еден добар пример. И ќе видиме и каде бил и проблемот. Ајде да прочитаме 1 Коринтијаните 2 глава. Од 1 до 9 стих. Значи, 1 Коринтијаните 2 глава од 1 до 9 стих. И јас кога дојдов при вас, брајка, не дојдов со висок говор или со мудрост, за да ви го проповедам Божиото сведоштво. Гледаме, не дојдов со висок говор и со мудрост. Зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа, и тоа распнатиот. И јас бев со вас во слабост, и во страв, и во многу трепет. И моето слово, и мојата проповед не се состоја во убедливи зборови на мудроста, туку на докажување на духот и силата. Та вашата вера да не биде основана на човечката мудрост, туку на Божјата слава. Па сепак ја говоревме мудроста меѓу совршените, но не мудроста на овој свет, ни на владетелите на овој свет кои пропаѓаат. Гледате за која мудрост зборува? Не на овој свет, не на владетелите. Туку ја навестувавме Божјата премудрост во тајна сокриена која Бог пред сите векови ја предодредил за наша слава, која не ја запознал ниеден од владетелите на светот, зашто ако ја беа познавале, немаше да го распнат Господа на славата. Туку како што е напишано, што око не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубаат.
Сега овој 9 стих, ајде да го прочитаме уште еднаш. Туку како што е напишано, што око не виде, што уво не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Значи овој 9 стих најчесто е грешно или би рекол лажно интерпретиран и е доста ваден од контекст. Честопати се проповеда дека ова не чека во слава кога ќе умреме. Но текстот не го зборува тоа. Затоа прочитав малку подолго, за да го сватиме контекстот, но видете, еве, одма во 10-тиот стих што вели. А Бог ни го откри тоа, нам преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. Значи, ова е минато, свршено време. Бог ни го откри тоа. И тоа е богатство. И не треба ние да чекаме смрт и слава, за да го запознаеме Бог. Значи, Бог преку Светиот Дух, преку Божјата премудрост, нас ни се открива. Тоа е тоа богатство, што око не видело, што уво не чуло, што во срцето не можеме да помислиме. Тоа го зборува 10 стих. Сега некој ќе речи, па како да го запознаеме Бог, па Бог е далеку, кизнекае некаде. Но не, Бог е близко. Ни го откри тоа преку Духот. Исус вели, се што има таткото мое и ќе земе од моето и вам ќе ви јави. Ќе ви го предаде. А ние? Што ние правиме? Дојдовме до времето. Ние немаме време. Ние немаме време. Дали се измамуваме самите или не измамува некој? Немам време. Чест изговор денеска. Немам време. Затоа заштитете го своето време со Бог. Тоа е најголем императив и тоа е најважно време, време поминато со Бог. Тоа е најголема добивка, профит со Бог во Словото. Тоа е најголемото богатство. И видите што вели Павле во исто на Коринтијаните, 1 Коринтијаните 3 глава 21 до 23 стих. Затоа никој да не се фали со луѓето, зашто се е ваше. Не треба со луѓето да се фалите, се е ваше, даено ви е преку Светиот Дух. Било Павле или Аполос или Кифа, или светот, или животот, или смртта, или сегашноста, или днината, се е ваше. А вие сте Христови, Христос е Божи. Значи, и ние сме Божи. Бог се ни дава, преку Словото, даено ни е се. Сега, овдека гледаме и дека луѓе, Павле, Аполос, Кифа е Петар. И точно ако разгледаме сега Источната црква, православната црква велат нашите отци, па католичката црква од запад вели нашите отци се поиче во право, овие се поиче во право. А овде вели се е ваше, се ви е даено и од сите учења, и од сите учете. И земете пример од овие кои биле верни луѓе. Тие отци. Земете пример. Тоа се богатствата што Бог ги објавил за црквата. Да, ова мора да го знаеме. Основна е библиската теологија. Библискиот темел е основата. Но ова е историска теологија и може да биде за поука како пример. Не за спасение. Него ете како пример да имаме некој верен човек, некој верен брат во минатото, како живеел, како имал силна вера, како се жртвувал за верата. Тоа е таа историска теологија. Бог објавувал и објавувал. Луѓето порано, мислам дека повеќе барале, повеќе читале, постеле, молеле. А што правиме ние денес? Немам време.
Немам време, дај нешто пократко, 15 минути, 20 проповеди, ајде да си одиме, доста е. Немаме време. Како читаме денес? Отвараме телефонот, стих на денот, тоа е доста е прочитав за денес. Стих на денот. Така нема ништо. Значи мораме да го напрегнеме умот, за да го нахраниме духот. А за тоа треба време. И затоа вложувајте го вашето време во нераспадливо богатство. Вложувајте го во тоа. И за крај, зборувајќи за оној што ќе дојди, за Светиот Дух, Господ ни е открива главната улога на Светиот Дух. Тоа го кажавме на почетокот, а која е главната улога на Светиот Дух? Тој ќе ме прослави мене, вели. Сега, како Светиот Дух го прославува Бог? Значи, сега одиме со пракса. Видовме, тој е привилегија на црквата, тој е обвинител, тој е евангелизатор на свет. Тој е толкувач на црквата и ја упатува во сета вистина. Но како тоа конкретно го прави? И тоа претходно од 14 глава ќе видиме Јован, 22 до 26 стих. Му рече Јудан не Искариот, Господи, што е тоа, дека ќе ни се јавиш нам, а не на светот? Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови. А словото што го слушате не е мое, туку е од мојот татко кој ме испрати. Ова ви го зборував додека бев при вас. А утешителот, Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во моје име, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви реков. Значи гледаме како утешителот ќе не подсети на се што Исус рече. Утешителот тој кој ќе ни навести и кој ќе не подсети на се што читаме од Словото. Во молитвата за своите ученици, за оние што ќе станат ученици по неговиот збор, тоа е таа големо свештеничка молитва, која ќе разгледаме за некоја недела, кога ќе стигнеме до таму. Исус вели вака се моли, Јован 17 глава од 14 до 17 стих. Јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрази, зашто не се од светот, како што јас не сум од светот. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Тие не се од светот, како што јас не сум од светот. Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистина. Значи, Исус моли, освети ги во што? Во вистината и словото е вистината. Значи, гледате, Твоето слово е вистина. И уште подобар одговор за ова дава Павле на Тимотеј. 2 Тимотеј 3:16, 17. Целото писмо од Бога вдахновено и полезно е за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување, за правда, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Значи, писмото што е? Вдахновено. Нешто вдахновено. Значи, писмото е Божи издив, што го дал Светиот Дух. И така го пишувале писателите Словото. Така е пишувано Светото писмо. Вдахновено од Светиот Дух, а писателите пишувале, биле вдахновени со Дух Свети. Никога Светиот Дух нема да делува надвор од Словото и црквата. Никогаш. Значи, таткото го испрати синот, таткото и синот го пратија Светиот Дух, а Светиот Дух ни го даде Словото, Светото писмо. И се тоа на црквата. За да биде совршено подготвена за секое добро дело. Светиот Дух ни даде збор, не ни даде емоција, но ни ја даде вистината. Вистината е доста голема, доста длабока, а вистината е и најголема емоција.
Исус е вистината. И каква емоција имаш овие последни часови од неговиот живот? Вознемиреност. Знам што ме чека. Крст. Денес, кога сведочиме и кога некој ќе рече, па јас верувам, ама, и тоа сега деновиве ми се случува, јас верувам, ама не веруваш. Ни во Христос, ни во Божиот збор. Нема ама. Божиот збор е вистина, Христос е вистина. Тоа ама е проблемот. И затоа едно прашање, што е писмото за тебе? Што е писмото за нас? Божи здив или одскочна даска? Дали ние веруваме дека писмото е вдахновено од Бога или само сакаме да си го користиме како некоја одскочна даска за наша слава, за да се скријаме од нешто? Овие се христијани. Да се заскриваме или одскочна даска, па еве видете колку јас знам. Не. Писмото треба да биде Божи здив. И затоа прашање за сите. Што е писмото за тебе? Божи здив или одскочна даска? Ова е прво прашање, но имам уште едно прашање. Што Светиот Дух работи во мојот живот и во твојот живот? Што Светиот Дух работи денес, еве по-конкретно? Бидејќи тој постојано работи, верувајте. Дали може би ја докажува се уште заблудата? Или може би се бори со некој грев? Што е доста веројатно. Тоа треба да се запрашаме. Но како што кажав минатиот пат, има и еден најголем грев, а тоа е што не веруваат во мене. И многу е опасно да се отфрла Христос. Секогаш кога се отфрла Христос, се навлекува Божиот гнев. Секогаш кога се отфрла вистината, што укажува на заблудата на гревот, што го прави човекот, што го прави семејството, државата, се навлекува праведниот Божи гнев. Секогаш кога се негира, или кога се релативизира, или се потиснува вистината, автоматски се навлекува праведниот Божи гнев врз човекот, врз семејството, врз општеството. И ова што ни се случува денес е праведен Божи гнев. Сме го навлекле тоа. И ќе биде уште полош. Не само пожар, земјотрес. Уште полош. Жал ми, ама тоа ќе се случува. Но затоа имаме радосна, добра вест. Да се понизиме и да се покориме на Бог. Бидејќи љубовта е понизност и покорност. Тоа е хиерархија, тоа е жртва, не е емоција. Сега некој што ова денес го прават во име на Светиот Дух, некој циркузи таму, алелуја, па чериба, черибу, во името на Светиот Дух, тоа е богохулие и тоа е грев. Бог бара покорност, понизност, учење, глад, тоа го прави Светиот Дух. Тоа треба да го имаме. Ако сме наново родени, не упатува во сета вистина. И тоа е процес, и тоа трае и ќе трае за вечност. Ќе го спознаеме така Бог до крај. А ние што и да кажеме за Бог е малку и ништо, бидејќи Бог е голем, премногу голем. Не може тоа да се опише. Само преку Словото можеме да го спознаеме. Онаков каков е, во вистинска смисла, во сета вистина. Дали го разбираме ова? Да се молиме. Татко небесен, Семојкен Боже, ти благодариме за овој ден, ти благодариме за тоа што си ни го дал Светото Писмо, си ни го дал Словото, си го вдахнал Твојот здив во него, Господе.
И така да можеме да те спознаваме Тебе се повеќе и повеќе во сета вистина, да растеме во таа вистина, да бидеме блиску до Тебе, да се отстрануваме од гревот, а Ти да не запазуваш од лукавиот, Господе. Те молиме и денес, Господе, пребивај помеѓу нас и води не во Твојот дух со сета љубов што Ти си ни ја дал, да биде исполнета и преку нас, за секој еден од нас и помеѓу нас, Господе. Дај, Господе, Светиот Дух да работи во нас, да ни дава жет, глад за Словото, но и да не води, Господе, во нашето евангелизирање, во нашето сведочење. И Светиот Дух, Господе, да пресведочува многу срца преку нас. Дај ни го, Господе, овој град. Овој град да стане град на мирот, град на љубовта, град кој ќе го познава Бога. Град кој Тебе ќе те спознае, Господе. Иако овој град знаеме дека е во грев, во мрак, но точно ние, оваа мала заедница, да биде тој зрак на светлина, преку кој Светиот Дух ќе делува, Господе. Се молам за сите наши блиски, роднини, пријатели, кои не те спознале, и тие да те спознаат преку нас, Господе. Знаеме дека само Ти тоа го можеш, ние сме немојкни, немаме ништо и не можеме, Господе. Затоа бараме од Тебе, но сепак се да биде според Твоја волја, Господе. Се оставаме во Твои раце, Господе, и го бараме Твојот благослов за секој еден овде од нас. И точно и во овој период кој предстои пред нас, Ти водине, Ти управување и Ти благословување. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.